Господине подпредседател, за да ви кажам што е процедуралната забелешка, треба да ми вклучите микрофон. Не функционираме ние како вас да знаете што ќе ви постават пратениците прашање од власта, па вие да излезете со подготвен одговор. Значи, согласно деловникот, реагирам согласно два члена. Едниот е поднос на редот во оваа седница, член 90 и 91, а другиот е кога членот 30, кој што се однесува на одржување на седници на пратенички прашања, каде што вели дека на седницата задолжително присуствуваат председателот и членовите на владата и други носители на јавни функции. Ова е став 2 од членот 39. Може камерите да покажат колку се присутни членовите од влада и заинтересирани. Сега поднос на тоа што ја искористивте вашата говорница и вклучениот микрофон да го опомените колегата Горан Стојановски за тоа дека не можел да најде посоодветен израз за да се доизрази во однос на неговиот впечаток за премиерот. Не знам зошто еве вака како демократ, како човек кој што велите дека подеднакво со сите се однесувате, па ние овде имаме премиер кој што со болсот во Австрија насред Централна Европа излезе и зборуваше за болс. Неговиот лош англиски како харвардски студент можам и овде да го употребам без да има превод. Значи, премиер на една држава на центар на Европа зборува за тоа некој да има балс или да нема балс. И ви овде го опоменувате колегата Бојан Стојановски, ве молам, значи ве молам. Најдобро што можевте да направите е да премолчите, а кога веќе се обидовте да го опоменувате колегата Бојан Стојановски, ве молам, прво требаше опомена да дадете кон премиерот, затоа што тој овде се однесува некоректно кон пратениците, кон истите оние кон кои што вели дека за некој ден ќе им се јави, дека има нешто битно и итно со нив да разговара. Господине премиер, кој што сте одсутен од оваа сала и во моментов кога пратеник на опозиција зборува за вас, ќе ви кажам на лош англиски за кој што имам оправдување, бидејќи јас сум пратеничка на опозицијата, но вашиот лош англиски... Дафина, мене обраќајте ми се. Значи, остај го премиерот. Твојата процедурална забелешка е до мене. И обрати се до мене. Остај го премиерот. Тој ќе дојде кој ќе треба. Мене обрати ми се. Бидејќи процедуралната забелешка ти е до мене. Повели. I'm saying this only this time, Mr. Ковачевски and Mr. Нисовски. Нема потреба од превод, многу добро луѓето разбираат. Се разбираат, само не добар македонски јазик од добриот македонски народ. Господинот Ковачевски кој што говори лош македонски и лош англиски јазик, нема потреба да се обидува да разговара со пратеници на ВМРО ДПМН и нема потреба да најавува оставка. Тој веќе е во оставка, само што Али и Артан му немаат кажано дека не е премиер, туку е во оставка. Ви благодарам.